Здраво живо во живо. Четврток, 18 часот и 15 минути, веќе редовен термин за новото издание на познатата рубрика Скопје ми е дома или локалната скопска програма, како што милуваме ние да кажеме, затоа што на некој начин, како регионална телевизија, вистинска телевизија се обидува да допре нели до вашите домови, до вашата улица, до вашите мала и малку да ве, ајде така да кажеме, ослободи или релаксира од оние секојдневни други проблеми со кои што сте оптоварени, нели, и за жал и преку нас, медиумите. Ова ново издание го почнуваме од една општина, од поширокото подрачје на Скопје, посветено е на една општина која што по дефиниција би можело да се нарече дека е рурална, меѓутоа по многу своји обележја и тоа како е урбанизирана. За која општина станува збор веќе во следната содржина. Општина Петровец се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина и непосредно припаѓа на долното сливно подрачје помеѓу реката Вардар и реката Пчиња. Во западниот дел десно се наоѓа рамништето на Скопското поле, додека на левата страна од реката, покрај нејзината алувијална рамнина, спрема Отовичкото подрачје се издига ридско земјиште како просторен дел познат под името Катлановски рид. Во атарот на општината Петровец се наоѓаат Горно, Долно и Средно Коњари, Катланово, Градманци, Огњанци, Брезица, Бадар, Петровец, Чифлик, Кожле и Дивље. Во 19. век селото Петровец е дел од нахијата Чаирско поле, Блатија, во Скопската каза на Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза од 1832 година, селото било заведено под името Ибрахим и имало мешано христијанско и муслиманско население со 31 христијанско и 6 муслимански домаќинства. Се проценува дека селото во тој период имало 184 жители. На крајот на 19. век, селото Ибраимово било дел од нахијата Блатија во Скопската каза на Отоманското царство. На крајот од 1904 година, во Ибраимово се одиграла битка помеѓу четата на војводата Васил Аджиларски и турската потера составена од Аскер и Башибозук. Четата ја зазела беговската кула во селото и во текот на ноќта со бомби успеала да ги пробие турскиот кордон. Низ општината поминуваат магистралниот државен автопат А1, како и регионалниот пат Р1102 кој води од Скопје до Катланово. Тука е сместен и меѓународниот аеродром Скопје. Петровец, некогаш Ибраимово. Петровец е село и административно седиште на истоимената општина во областа Блатија во околината на градот Скопје. Во просторот на истоимената општина во северниот дел на Македонија се наоѓа селото Петровец. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза од 1832 и 1833 година, селото било заведено под името Ибрахим и имало мешано христијанско и муслиманско население, каде што имало 31 христијанска и 6 муслимански куќи. Општина Петровец се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија. Во општина Петровец се наоѓаат селата Бадар, Блаце, Брезница, Горно Коњари, Градманци, Дивље, Долно Коњари, Катланово, Кожле, Летевци, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Коњари, Сушица и Ќолија.
Ете така, Скопје ми е дома, локална програма на вистинска телевизија, веќе е откриена мистеријата за која општина ќе зборуваме. Општина која што, како што кажав на почетокот, има по дефиниција, нели се води како рурална општина, меѓутоа има прилично урбани обележја, изобилува со природни ресурси, со културно-историски знаменитости, а богами и со подигнат животен стандард за своите жители. Со особена чест и задоволство во студиото со мене ви го представам градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски. И јас се думав како да ве најавам да не ми забележат дека сум пристрасен или дека не знам, тука сме дојдени сега па премногу да се фалиме, меѓутоа се работи за факт, а тоа е дека ова ви е четврт мандат како управувате во име на граѓаните, нели, со нивните пари и со надлежностите во општината. И веројатно тука има нешто што повторно и повторно граѓаните се одлучуваат. Па јас на почетокот видовме едно представување, би сакал да ве прашам како е толку долго, нели, да се управува. Вие сте и по потекло, колку што знам, ќе ве прашам малку подецна, нели, жител на самата општина, така што многу непосредно ги познавате проблемите или проблемите со кои што на времето се соочувале граѓаните и кои што требало да се решат. Меѓутоа, она што мене ми се појавува во главата како прво прашање е што после 4 мандати, тоа се многу години, да не правиме сега една математика, меѓутоа дали останува предизвикот еднаков, дали останува интересот еднаков, дали можеби се, не знам, се досадува, ајде да не речем грубо, или се чувствува презаситеност, или па постојано има работа, има ист ентузијазам како што го имавте на почетокот пред таму повеќе од една деценија. Па пред се би почнал од тоа дека јас имам пред се спортска душа. Сум бил порано спортиста, вице шампион на Југославија во тешка категорија и во мене чукал на спортско срце и не сакам да имам порази. И кога работиш за своето население со душа, со мерак и гледаш да помогнеш на сите жители, нема презаситеност, нема уморност, значи мора да работиме макотрпно, зашто ние знаеме кај беше општина Петровец пред 14-15 години, знаеме кај е денеска. Се согласувате со ова рурално, урбани обележја и така натаму? Ти обично и со други ваши колеги од рурални општини или општини кои имаат рурален дел, најчесто за жал констатираме дека во 21. век зборуваме за некои основни инфраструктурни проблеми, некои прашања како што се водоснабдување, канализација, патна инфраструктура и така натаму. Како е кај вас? Кога дојдов се знаеше. Значи немаше буквално ништо, ни канализација, ни водовод, ни буквално ништо. Буквално рурална општина. Но решен проблемот со водоснабдување во сите населени места и во најмалото планинско населено место Дивле на 750 метри надморска височина. Ја го обезбедив со вода за снабдување. Летевци, Кожле, да не зборам, никако да немаше вода ниту Петровец, ниту Рженично, ниту Оѓанци, најголемите населени места. Значи, тоа го реши уште пред 10 години. Поставиме канализационни мрежи. Значи, порано, кој ќе заврнеше дош во населените места Петровец, Рженично и Оѓанци, значи имаме проблем со поплавување на дворовите, со излевање на подземните води. Тоа беше една лоша слика, сега е веќе тоа минато. Нашите граѓани живеат еден модерен живот, со вода, со канализација. Во нашата општина веќе се прават згради, 2 згради веќе се продадени, уште 4 згради нови се градат и на повидок има барем уште едно 4-5, со тоа што ги градат на приземје, 2 спрати и подкровје, но понатака ќе правиме измена на урбанистичкиот план, бидејќи имаме голема површина на градежно земјиште, сега Петровец ќе го урбанизирам, ќе правам детален урбанистички план, значи да го проширам, зашто ние сме општина која од последниот попис до сегашниот попис имаме некаде околу 250 жители, значи прилив од град, ни доаѓаат млади и брачни парови, купуваат станови, купуваат парцели за домување и си прават куќи и си живеат во општина Петровец. Тука се работи за онај тренд, нели, на напуштање на метежот градскиот, што го констатиравме со други ваши колеги. Кога го споменавте урбанистичкото планирање, ќе ми забележат, ќе речат, оти не го праша, се надевам дека еколошкиот аспект или она толку пренагласена, да речам,
бетонизација која што ја спомнуваат нели во урбаните делови, дека размислувате во тој правец и дека тој урбанистички развој на општината веројатно ќе биде усогласен со потребите на природата и чувањето на животната средина, бидејќи ќе видиме малку подоцна, имаме содржини, а и следниот соговорник, првиот соговорник на Вибер, ќе разговараме токму за тоа, за природните богатства, се работи за една автентична природа која што претпоставувам треба да се сочува. Значи, верувам дека екологијата ви е во приказната некаде на високо во агендата. Значи на се внимаваме. Значи општина Петровец буквално внимава на се. И на екологија, зашто имаме ние доста барање од економија, за мислење, за ископи на руда, на јаглен, на копање во речно корито. Значи, до сега имаме некаде околу 10 писма од Министерство за економија за наше мислење. Сите тие писма ги одговориме негативно. Значи, не сакаме во нашата општина да се копа песок во речното корито на реката Пчиња. Не сакаме рудникот кој е во Катланово да се прошири, бидејќи населеното место Катланово диши загаден воздух. Не сакаме да се отварат нови каменоломи и сега има уште едно такво писмо, значи одговориме негативно. Не може во заштитена зона Бадар да дозволиме ние да има ископ на камен, на кварцен песок. Мора тоа да го внимаваме. Значи, не ние во преден план бизнисот на некои луѓе кои прават милионски суми на пари, него во предност ни се пресе животот на жителите наши. Тука претпоставувам, обично се обидуваат нели да залепат и политички етикети дека се работи, не знам, за спротивставување нели или кочење на инвестицијските обиди на централната власт, бидејќи во овој случај се работи за кохабитација барем во овој период. Меѓутоа верувам дека имате поддршка оваквите ставови од жителите. Јас со гордост може да кажам дека жителите од Горно Коњарико протестира, од Средно Коњарико протестира со денови на улиците низ нивните населени места. Јас бев тој кој доаѓав и давав изјави пред одредени медиуми дека сме против копање на речните корита, против уништување на сите оние дрва по 20 години што се покрај речното корито, кои служат за празничните денови за луѓе кои доаѓаат од град на излет да има каде да седнат под сенка. Така. Само да им напоменам на гледачите, може би забележа дека обично во форматот на овие изданија на Скопје ми е дома, тука зад нас, и правиме еден мал вовед на представување на општините со надлетување на дрон и со снимки одгоре, каде што покажуваме нели за која општина и кој подрачја се работи, иако во следни прилики тоа ќе го правиме, не може со едно надлетување во една емисија да се опфати се што опфаќа една општина, меѓутоа во овој случај се снајдовме со поинакви снимки за да прикажеме, дел е од она што беше достапно на Google, а дел се и од некои видео снимки кои што се пронајдени. Само да ја кажам причината, бидејќи имате среќа, или вие ќе кажете дали е среќа, или колку е тоа предност, а колку е недостаток, на ваша територија да биде и меѓународниот скопски аеродром, и во таа смисла летањето и снимањето со дрон таму е ограничено, односно не е невозможно, меѓутоа треба некои повеќе процедури и повеќе инстанци да се поминат за да биде дозволено. Така да нашиот соработник Бојан Тренчовски од Macedonија from above или Македонија 360 во следната прилика која ќе разговараме за Петровец, ќе ги преземе сите потребни чекори за да ја обезбедиме таа лиценца и да ја прикажеме нели со наши автентични снимки од горе општината Петровец. Зад мене одеа и некои кадри од природните убавини, односно, вие споменавте дека се работи за заштитено подрачје и така натаму. Дел од површината или атарот на вашата општина зафаќа и територија на Јасен, резерватот, односно се работи за национална установа или јавно предпријатие, управувано нели од страна на државата, во кое што има одредени специфични задачи на очувување на заштитните подрачја, флората, фауната и така натаму. Да не филозофирам многу, да вклучиме стручно лице во разговорот. Поранешниот директор на Јасен, Михаил Малахов, е првиот наш соговорник на Вибер. Добро вечер за вас.
Верувам дека не следевте со градоначалникот и воведот кој го направивме. Еве градоначалникот вели дека заедно со жителите се бори против така наречената бетонизација или пренаселување или урбанизација, ако радува фактот што има природен прираст поголем и прилив на население во општината. Меѓутоа, дали се согласувате? Предпоставувам секако да. Ние имаме и некои снимки од резерватот, односно од гледовалиштето на Фазани, кој е дел од Јасен и кое што зафаќа се наоѓа во општината, па така некако ќе го почнеме разговорот. Вие имавте можност да управувате со Јасен во минатото. Дали ја следите состојбата и каква е состојбата сега или што би требало да се направи? Знам дека градоначалникот нема директни ингеренции, меѓутоа може да создаде амбиент на соработка или развивање во тој правец. Благодарам на поканата на тебе, Вистел. Голем поздрав до градоначалникот Порче Нитевски, кој покрај тоа што е градоначалник е мој добар пријател, се надевам, се уште. Ние во многу области соработувавме за време на моето раководење со Јасен, кој беше во време од 2 мандата. И за градоначалникот можам да кажам дека е толку еден избалансиран човек кој едноставно сака да дава предлози, прима контра предлози, прави баланс на состојбите, така да он во исто време ја развија стопански општината, но внимава секако на природните вредности, на биолошката разновидност, а доказ за сето тоа е практички постоењето се уште на 2 заштитени големи подрачја тамо, Катлановски предел и Катлановско блато. Јасен е застапен во општината на Петровец, на Порче на градоначалникот Душко Нитровски со фазанаријата. Да, имаме кадри, само да ви кажам на да. Тамо ние е практички еден како државно ловиште, ние имаме дејност репроцентар, односно производство на диви фазани, а тука е воспоставено исто така и едно концесиско ловиште број 10, кое се вика фазанерија и кое целокупно практички представува една целина која сама себе финансиски се одржува. Тој на добриот дел од таа приказка. Колку е тоа денеска се уште активно и колку се уште на тоа се работи, не сум многу сигурен, бидејќи многу од активностите тогаш, поготово што ги планирате со градоначалникот, практички градба на еден автокамп тамо, каде што ќе има место за трајлери, каде што ќе има ресторан, каде што ќе има, знаете, целиот тој простор се наоѓа покрај автопатот кој само турци во 2 правци 1.000.000 души поминуваат во еден и во друг правец. Поминуваат срби, пробуваат хрвати, пробуваат романци, унгарци. Нема ниеден тамо таков простор, а тука во тој делот од стариот пат па се до фазанеријата има простор каде што таа работа би можела да се заврши. За жал, мене мандатот тоа што заврши и не успеавме, но се надевам дека таа идеја пак може да се возобнови, а при тоа да се зачува уште повеќе Катлановско блато како еден специјален резерват, каде што посетителите на вистина може има што да видат, дури постои една дисциплина гледање на птици, доаѓаат туристи најчесто од Холандија кои серат во ровови по цели денови за да снимаат и надбридуваат птици. Тоа се уште е еден од најголемите прелетни центри во Европа на птиците од северот према југот во Африка. Петровец ја има Катлановска бања, Петровец го има таор. Јас не знам што повеќе би требало една општина од ова да го има
но сето тоа треба едноставно со умни и практични, а пред се искусни луѓе да се организира, а најголем бенефит ќе имаат граѓаните токму на општината Петровец. Многу убаво кажано, од ова што го наброивте, веројатно како и за цело Скопје и за сите општини, ќе ни требаат уште еден куп емисии да реализираме за да опфатиме се. Веројатно Скопје ми е дома како циклус да сме здрави и живи, ќе треба да трае со години за одново и одново да се потсетуваме на некои вредности. А ова што го укажавте, да, некои работи можеби како идеја останаа да лепдат во воздухот, меѓутоа нели никогаш не е доцна. Во овој момент нема да го политизираме разговорот, меѓутоа се води политичка кампања, субјектите кои ќе учествуваат во трката креираат политички програми, бараат гласови и се надеваме дека ваквите добри идеи ќе допрат нели до слухот на оние кои што ја бараат довербата од граѓаните, па можеби некогаш и во иднина ќе имаме нели туристи, не само турци, срби, грци и други кои застануваат, бидејќи нели овие модерни туристички трендови сега на така наречените дигитални номади, кои што во мобилниот телефон имаат перформанси на скап фотоапарат, веќе патуваат низ светот и меѓу другото фотографираат и птици, и природа, и се. Ви благодариме на учеството и на збогатувањето на оваа емисија со вашето размислување и се надевам дека ќе се видиме во оваа студија во некоја друга прилика, надолго и на широко да си поразговараме за сите овие идеи и за уште многу други теми кои што вечерва заради времето нема да стигнеме да ги разговараме. Ми беше добро. Секој е добро, еве, слушнавме, значи, на некој начин, ајде ќе отргнеме настрана и фалењето, нели? Иако вие не знаевте дека ќе го побарам вашиот пријател. Кажа Малахов дека се наоѓате како меѓу два огна. Пак јас тука би го задржал разговорот од типот на тоа дека од една страна сакаме нели повисок стандард, сакаме развој економски, сакаме инвестиции, сакаме зголемување нели на бројот на населението, а од друга страна сакаме да се чуваме природата и тоа веројатно е тешко да се балансира. Па имаме голем простор, што се вика пред се Фазанерија е помеѓу Ржаничино и Катланово, значи буквално како изолирана површина. Катлановско блато исто така, како што кажа, главниот прелет на сите птици према Африка, значи токму тука во помеѓу Ржаничино и Катланово, и јас сум горд што имаме таква една развиена природа, една развиена животна средина и ќе продолжиме и да негуваме и понатака. Сум директорот Малаков порано имаме големи планови, пред се он имаше големи планови, што требаше јас само како поддршка да му бидам за он да ги реализира со владата, но се сменија политиките, го сменија директорот и од тогаш застана целата постапка што он ја имаше замислено да се реализира во Фазанерија. Откако ја почнавме оваа вистинска телевизија во мај минатата година, а особено откако ја работам оваа скопска програма, дојдов до заклучок дека и самите скопјани, можеби и самите македонци, како во онаа песната "Не знаеш кој си што си", многу малку знаат за себе и за богатствата и за природните знаменитости, културно-историските и така натаму кои ги имаме околу нас, па се нешто во потрага по некои други далечни вредности. Во таа смисла ние имаме едукативна улога, она за што зборувавме, за оние кои што не знаат, оние што знаат нека се потсетат, имаме одредени содржини за Катлановското блато. Катлановско блато. Овој специјален резерват представува мочуришна површина во Скопската котлина во Македонија. Тоа е заштитено на површина од 70 хектари. Овој специјален резерват се споменува во документите од историско значење и како објект кој имал фортификацијско значење, бидејќи представувал пречка за премин низ Таорската клисура. Во повелбите, односно грамотите издадени по повод обновувањето на манастирот, посветен на светиот Георгиј, што бил по течението на реката Серава, е речено: Катлановското блато и е подарено на црквата Свети Ѓоргија, со ловиштето за риби и другиот дивеч. Во грамотата е забележан и текстот: кој ќе влезе во ловиштето без игуменово одобрение, да биде проклет од Бога и да плати 8 перпери во државната каса.
Катлановска бања. Оваа бања, која е донација на Италија, се наоѓа во долниот тек на реката Пчиња на целото Катланово, на надморска висина од 230 метри. Од Скопје е оддалечена 25 километри. Во околината на бањата има повеќе топли и ладни минерални извори, додека бањата со вода се снабдува од една дупка што дава 1,5 литро вода во секунда со температура на водата од 40 степени Целзиусови. Водата содржи најмногу натриум, калциум, хлор, сулфати и хидрокарбонати. Во бањата со успех се лекуваат повеќе видови ревматични заболувања, болести на половите органи, бубрезите и мочните патишта, нервни, кожни и болести на дишните органи. Денеска во бањата постојат хотели и неколку одморалишта. Изградена на место каде што во лековитите води уживале старите римјани, византијците и турските великодостојници. Катланово извор. Овој извор се наоѓа во долината на реката Пчиња, северно од селото Катланово. Интересно е што сите извори се разликуваат како по издишаност, така и по температура и по хемискиот состав на водата. Освен тоа, кај посетителите посебно внимание побудува начинот на појавувањето на термоминералната вода, бидејќи на некои места таа се јавува во самата пукнатина, која се протега во должина од околу 350 метри. Просечната температура на водата е помеѓу 40 и 50 степени Целзиусови. До сега се утврдени 3 вида на термоминерални води и тоа: сулфурни, алкално-јаглени и ладни, земно-алкални, на кисели води. Таквиот разноврсен и мощне сложен хемиски состав на овие води дава можност во нив да се лекуваат повеќе од 10 вида заболувања на човечкиот организам. Меѓу нив, особено со успех, се лекуваат повеќе врсти на реуматични заболувања, потоа женски болести, стомачни болести, хронични заболувања на бубрезите и друго. Никаде на Балканскиот полуостров, а можеби ни во Европа, термалните појави не се така пристапни за разгледување и никаде не е така видлива врската помеѓу водата и пукнатините како овде. Азбука на Скопје, Скопје ми е дома, ова издание е посветено на општина Петровец. Се враќаме во студиото, со мене во разговор, го продолжуваме разговорот со градоначалникот Борче Митевски. Разговаравме за природните убавини, за урбанистичкиот развој, за начинот на балансирање меѓу инвестициите, развојот и чувањето на животната средина. Меѓутоа, она што ми падна онака во уши беше тоа дека сте ретка општина која има зголемен број на население, што е необично во денешно време, особено во македонски услови. Дел од тоа се должи на прирастот природен, веројатно на зголемениот наталитет, меѓутоа дел се должи на тоа што младите, кои што некогаш е напуштиле општината, се враќаат повторно и за среќа на сите нас имаат дечиња кои што сакаат да ги растат таму. Меѓу другото, она што ми падна, го забележав онака како необичен факт е тоа што многу внимание обрнувате на спортот. Веројатно заради тоа што имате и личен афинитет кон спортот. Меѓутоа, за една општина како што е Петровец, толку многу фудбалски клубови, самите ќе ми кажете колку се, спортски игралишта, инвестиции во спортски игралишта, соработка и поддршка на клубовите, веројатно зборува за вложувањето во младите, особено во денешно време кога се зборува дека младите се повеќе минуваат време пред телефон и пред компјутер, а многу малку сакаат да играат на отворено. Јас забележав дека кај некои клубови постојат дури детски младински школи кои што се преполни со деца и тоа е еден факт, една гледка која што навистина радува. Па, јас со гордост може да кажам дека имаме 5 фудбалски клубови и сите 5 фудбалски клубови имаат терени кои ги исполнуваат условите за такмичење во втора лига. Значи, тие терени се оградени, тие терени имаат, Петровец, например, има трибини со повеќе од 400 седишта. Сите други терени имаат сооблекувални. Петровец има осветлување. Сега на план сум да ги осветлам и другите фудбалски клубови. Имаме, значи, бушотини направено за снабдување во летните периоди, значи за наводнување на тие игралишта.
и празник за очи кога ќе отидеш во големите горештини во јули и август и таму млади дечиња трчаат навечер, спортуваат, тоа мене ми исполнува пред се душата, кога младината се ја повлекол од улица и си ги однел на спортските терени. Тоа е едно големо пресек како за мене, така за моите советници од сите мандати, тоа се бориме, така и општинската администрација, значи вложуваме во спортот. Значи Впрочем, зборот иднина е секогаш поврзан со младите и со децата. Така. Јас како потврда, нели секогаш им барам потврда на она што го зборуваат градоначалниците, да видиме во пракса дали навистина тоа го мислат луѓето. Го имаме на Вибер врска Владко Здравевски, председател на фудбалскиот клуб Петровец. Го споменавме стадионот, градоначалникот се пофалете, да кажем, со спортските терени. Она што јас го забележав истражувајќи го вашиот клуб е она што го споменав, еден куп дечиња кои што сакаат да играат фудбал, што во денешно време, особено во една, ајде да кажеме пак, рурална средина, е малку необично. Да, така е. Благодарам први за поканата во вашата телевизија. Сакам да го поздравам градоначалникот и сите гледачи на Вистинска телевизија. Јас сум председател на фудбалскиот клуб ФК Петровец, кој момент е формиран од 1946 година и 2026 ќе полниме 80 години како постоиме како клуб и се натпреваруваме без прекин Македонскава лига. 80 годишно постоење не е малку, да. Да, не е малку. Неколку клуба со Македонија. Имаме детска школа која е формирана 2013 година и брои негде околу 60 дечиња. Од генерација 2010 до 2015 се натпреваруваме во детската лига на ФФМ. И може да се пофалам дека и таму сме меѓу првите две екипи. Со градоначалникот имаме прекрасна соработка. Он е исто така човек со спортски дух. Он знае, ќе каже што се натпреварувал. Значи, теренот моментално на ФК Петровец е едниот од најдобрите терени во Македонија, кои се натпреваруваат и прволигаш играат куп, ни го барат за купови да играат. Финансиски исто така сме обезбедени од градоначалникот, од општината, целосна поддршка. Имаме еден од ретките градоначалници кои се зактеват за спортот за младите и за воопшто за сите спортови, не е само за фудбалот. Споменавме трибини на стадионот, ако добро забележав, и играње на некои други надпревари, нели, кои што поради стандардите организаторите одбираат да се играат овде. Обично велиме дека во денешно време се полни кладилниците или обложувалниците наместо спортските трибини. Дури многу градови низ натрешноста на државата имаат мака да обезбедат публика како поддршка за своите клубови. Малку е необично, веројатно трибини сте изградиле затоа што имате проблем со публиката? Немаме проблем со публиката. Со публиката изградено, трибините се изградени за подобри услови да има гледачите да се седнат. Имаме 400 столчиња направено со градоначалникот. Во текст сме проект за изградување на дополнително помошно игралиште и како детски забавен парк до игралиштето да има. Тоа сега да сме во реализација, после ме избориве да го оствариме. Децава со цел да ги тргнеме од најголемиот пророк телефоните, интернетот. Добро, корисно е и тоа сега, не дека е порок, ама да не е претерано, така. Да, добро, да нема знаат да седнат и по цел ден да има да седат на телефоните. Така е. Инаку да не се тие телефони, интернетот и ете во случајот една апликација, ние немаше вака сега да се гледаме во живо, да ги користиме придобивките за позитивни цели или за добри намери, така е. Да. Јас ви посакувам полни трибини, се надевам дека ќе имаме можности како телевизија и наша екипа да ве посети, па да се увериме на лице место таму како вие набивате и тренирате. За некој надпревар или за 80 години ќе ве повикаме уживо да ни бидете гости. Ќе организираме. А до тогаш ќе се видиме уште многу пати. Ти благодарам уште еднаш што даде придонес во ова издание на Скопје ми е дома.
Ете така, се поклопуваат разговорите. Значи, јас нашега велам бараме потврда за тоа што го зборувате, меѓутоа спомена соговорникот некој спорт ќе откриеме, со што сте се занимавале на времето како страст? Да. Порано, значи, се занимавав со бокс, вице-шампион на поранешна Југославија. Тогаш да си вице-шампионко, сега да си Па Југославија, да, беше прв едно. на Балканот, односно во Европа. Тоа беше страшна конкуренција и друг спортски живот имаме тогаш, други услови имаме тогаш, но сепак желбата за успех беше пред се. Осем фудбал, значи општина Петровец вложува и во школа за кошарка, школа за ракомет, школа за одбојка имаме, теквондо клуб имаме, етно зуница, игрално друштво Петровец имаме каде што повеќе од 60 дечиња секојдневно вежбаат и јас со гордост може да кажам патронатот, дали е на школото, дали е денот на општината, ние програмата 70% ја исполнуваме со наши дечиња, со наши играорци. И тоа е убавината која ќе дојдат посетители, значи 400 луѓе. Што би се рекло домашно производство, домашна продукција. Да си доаѓаат своите родители да си гледаат своите деца. Денот на општината е наш, на општина Петровец и доаѓаат и поканите гости од страна, нормално, но пред се 90% не доаѓаат жители од општина Петровец. Па и да од страна да видат пример, па да пренесат, па да се инспирираат, па можеби да применат некој модел во своите средини. Токму ова сега вие што го кажавте, дојде колегата од Зелениково, виде каква ја промоција правам на нашето игрорно друштво, значи ги повика тренерите од етнозоница Петровец. Сега во моментот, значи еве скоро пола година имаме отворено и школа, игрорна школа и во Зелениково. Значи она доброто се шири. Тоа е меѓу другото и европски метод, нели, толку зборуваната пристапност кон Европската унија, или од ние твининг програми, примери со добри практики и така натаму. Тој што знае не треба многу филозофирање, треба само да се види кој тоа го применил и да се соберат искуствата и да се применат во сопствената средина. Уште остануваме во спортот, имаме уште еден соговорник. Кога се договаравме со граначалникот за емисијата, граначалникот вика сите спортски клубови, викам сега во некое спортско издание ќе треба да разговараме, меѓутоа сакајки што би се рекло и да направи баланс, а и да се испочитуваат, нели, и другите места кои што исто така имаат спортски клубови, бидејќи многу интересна и таа култура во Петровец. Дека секое населено место си има своја екипа, па веројатно се надпреваруваат, играат меѓу себе и навиваат и така натаму. На линија го имаме следниот соговорник, повторно од областа на фудбалот, Алмин Смајловиќ од БВК Коњаре. Сега го застапивме, нели, и Коњаре, не можеме сите клубови, сите места, кажа во некоја друга прилика. Алмин, како е состојбата со Коњаре? Слушнавме за Петровец, веројатно Петровец предничи пред другите, меѓутоа па вие внатре таму во општината имате примери едни од други да учите, да преземате, да следите и така натаму. Си помагате или постои одредено ривалство меѓу клубовите внатре во општината? Така, добро вечер и од мене. Голем поздрав за гледачите на вашата телевизија и поздрав секако до граначалникот на општина Петровец, господин Дворче Митевски. Освен што општина Петровец е една мултиетничка општина, исто така е и општина која што го поддржуваат спортот, нели, во сите сфери. Ние како клуб не сме 80 години како ФК Петровец, меѓутоа сме еден клуб кој што успева со помош на граначалникот, нели, да обстои во третата лига и да се натаруваме и да имаме, нели, подобри резултати во да функционирате како клуб, да. Инаку со работката со сите останати клубови е на едно големо и високо ниво, како што кажа и претходно граначалникот, фудбалскиот терен во Петровец, нели, ги исполнува условите за одржување на надпревари во повисок ранг, така да еве 2 пати поред игравме куп надпревар во теренот во Петровец, еднаш против Работнички, втор пат против Шкупи, што за едно село 250 куќи представува гордост, нели, и чест да
да се надпревараме во едно такво надпреварување. Па и комплимент, тие не доаѓаат таму кај што нема услови, таму кај што, како што рековме, нема ни публика. Радува фактот што соработувате едни со други. Не ми одговоривте или ми одговоривте индиректно, кога играте едни против други, како навивате? Ривалството секогаш е добре дојдено во спортот, меѓутоа тоа останува сепак на едно ниво кое што си го одржуваме со години и така да немаме проблеми во тој дел. Алмин, во интересно времето, јас ти благодарам и тебе ќе ти ветам гостување во ова студио и на тема спорт малку подолги разговори во иднина. Благодарам што најдовте време да го збогатите, да ги збогатите содржините на оваа наша емисија и ете ќе ветам многу ветување како политичарите почнав да давам сега, дека и вас ќе ве посетиме кога ќе посетиме општината, па да видиме таму на лице место како тренирате. Благодарам и на вас, задоволството беше мое, ве поканувам да дојдете во која сакате. Благодарност уште еднаш, ете така го спомнавме и мултиетничкиот аспект на самата општина, нели во воведот одеше таму за името Ибраимово, и јас истражувајќи на нашата програма оделе такви содржини, меѓутоа кратко е времето па не можеме сите да ги пуштиме. За тоа како одредени патеписци на времето пишувале за општината или пишувале за Ибрахимово, од кое име се среќава од 19 век и така натаму. И обично сите кои што малку од подалеку ќе дојделе тука, не можеле етнички да дефинираат подрачјето. Веројатно тоа е предност, не е недостаток. Јас сум тој што се грижам подеднакво за сите во општина Петровец, како за македонци, така за албанци, така за бошњаци, така за турци, така за роми, така за сите етникуми што ги има во мојата општина, а тоа е доказ што луѓето кои ќе дојдат избори, значи нема партија, тогаш дури не е интересно гласањето, не се интересни локалните избори, што рече еден водител, таму не треба ни да има воопшто гласање, дека победам со 3:1. Тоа е огромна разлика. И само се чека денот кога ќе дојде гласањето. Сите градат, работат во очи на избори. Не. Тогаш само го иритираш местното население. Ако спиеш 4 години и последните 4-5 месеци работиш... Ископани улици, тоа е само контраефект. Контраефект. Народот памти и гледа и цени. Оние што ве познаваат кога се подготвуваат за емисијата ми рекоа ајде поттикни го малку и да се фали, бидејќи не знаем, меѓутоа добро учите полека, нели со тек на време и настапи победување. Јас овде ќе предложам да направиме повторно уште една пауза. Имаме одредени содржини за Бадарска клисура и историската населба Бадеријана. Нели и тоа е исто така, бидејќи се обрнавме внимание само на природните ресурси нели со кои располага општината, меѓутоа спомена првиот соговорник, го споменавме и Таор и се што е поврзано за Јустинијан први, кого сите општини во Скопје, барем оние со кои јас досега сум комуницирал, што гравитираат на таа страна, си го присвојуваат како свој и се гордеат, што впрочем е и така, нели особено ако постојат одредени теории, ајде да кажеме се уште или индиции дека самиот град Јустинијан Прима се наоѓа во срцето на Скопје, односно некаде во поширокиот круг на старата скопска чаршија. Продолжуваме во студиото последните содржини. Бадерската клисура, познати како Прнарска клисура, е епигенетска клисура во долниот тек на реката Пчиња. Се протега помеѓу селото Бадар во Скопската котлина до вливот на реката Пчиња во Вардар во должина од 9,5 километри. Таа е всечена во палеозојски шкрилци помеѓу ридовите Каменица и Ветерски рид на исток и Мрамор и Прнар на запад. Во клисурата се изградени изразити вклештени меандри. Низ клисурата минува дел од автопатот Скопје-Велес.
Бадар, познато и како Бадер, село во општина Петровец во областа Скопска Блатија во околината на градот Скопје. Иако малку познато во јавноста, во близина на селото се наоѓа значајното археолошко наоѓалиште Бадеријана, едно од постарите населби во Скопската котлина. Како утврден град под името Бадеријана постоел уште во раниот среден век, во римско и византиско време, за што постои запис од познатиот византиски историчар Прокопиј Кесариски од 6 век. До 1912 во селото Бадер постоеле 3 чифлик сајбиски кули, а од оваа година чифчиската земја ја откупиле македонците од Бадер. Зборот Бадер потекнува од персискиот јазик со значење на храбар, смел, јунак. Селската слава на Бадер е на ден Великден, а гости доаѓаат на вториот ден по Великден и си заминуваат на третиот ден. Во поново време, со обновување на селската црква, посветена на светиот Атанаси, поголем црковен и општонароден собор се одржува на празникот Зимен Свети Атанаси на 31 јануари. Гледате локална скопска програма на Вистинска телевизија Скопје ми е дома. Јас сум Благој Шаклевски, а со мене во студиото е Борче Митевски, градоначалникот на општина Петровец. Времето ни летна, многу теми, многу соговорници, уште многу поставени и неодговорени прашања, меѓутоа ќе мораме полека и овој разговор да го приведуваме кон крајот, бидејќи измина првично предвидениот термин за оваа програма. Пред самиот крај сме, значи јас би сакал кажав, така и го почнавме разговорот, четврт мандат, веројатно не застанувате, барем според енергијата и ентузијазмот кој што го покажувате, што е она што следува. Сега и законски не можете да покажувате нели за време на изборна кампања и така натаму, меѓутоа и самите кажавте дека сте против таква работа пред непосредно пред избори, што е она што е жешко да речам и она што можеби следно ќе се прави, а кое што ви е ептен по срце и по мерак онак. Значи, она што е започнато, се ќе се заврши. А започнато е пешачка патека во Горно Коњари, 550 метри, нова бушотина за водоснабдување во Средно Коњари, која ќе се заврши веднаш после изборите, бидејќи сега не можеме да работиме, треба да распишеме тендер за фирма која ќе го приклучи водоснабдителниот систем во постоечкиот, бидејќи таму имаме вода која е хемиски загадена. Во Ражаничино асфалтираме 550 метри главна улица од центарот на селото со 2 нови краци и започнато е нов детски забавен парк. Во населеното место Петровец во тек е изградба на детска градинка, со што го решаваме проблемот со сите наши дечиња кои не можеа до сега да се запишат во детската градинка. Во населено место Оѓанци за недела дена продолжуваме со работа, бидејќи се повлекуваат подземните води за соизградба на спортската сала и имаме некаде околу 70 приклучоци кон канализациона мрежа и во Катланово, ни помалку ни повеќе, ги завршуваме последните 5 улици, локални улици во истото населено место. Како го кажавте, ова што би рекол народот како од пушка и предпоставувам дека доколку нешто заборавите ќе имаме следна прилика кога нема да бидеме толку може би внимателни и оптоварени да не сгрешиме нешто нели во смисла на изборите нели кои што не очекуваат. Може да додам она најглавното што е последен капитален проект што општина Петровец треба и мора да го реализира во дело на културата. Значи, ќе изградиме нов културен дом после изборите, ќе распишеме оглас, бидејќи веќе имаме проект, а здравје, бидејќи имате потреба, имате публика, имате жители кои растат, така е. Морам да го држам председател Христијан Мицкоски за што има ветено по 130 евра од глава на жител, а тоа се за пола година некаде околу 600.000 евра, точно еден нов културен дом да добие општина Петровец. И со тоа ќе бидам горд, бидејќи се она што го бара жителите на општина Петровец, ние, јас како градоначалник, заедно со моите советници, заедно со општинската администрација, значи со изработени проекти,
ќе успееме да ги реализираме сите оние замислени проекти и оние проекти што ги бара нашите жители од општина Петровец. Она што како порака провеува цело време е тоа што најмногу радува и го споменавме неколку пати, а вреди да се нагласи за самиот крај, пред самиот крај, зголемувањето на бројот на жителите и пораката која се пренесува дека секој на некој начин би требало да се врати или да живее во родното место, во родниот крај, бидејќи она од што Македонија и демографски и економски страда со децении наназад е се напуштените села, а во последно време и напуштената држава. Ќе завршиме со... Да? Само уште една реченица, не можам да не го спомнам, значи тимот формиран тимот формиран од страната на ВМРО ДПМН, тоа е тимот за култура, значи предводен од Зоран Љутков, значи тоа е еден изврсен тим кој помина километри и километри, ги ислуша сите наши уметници, наши игрорни друштва, наши значи сите оние кои се во културата и тоа што го кажува луѓето, што ги мачеше во минатово, дека ќе треба да се реализира. И јас тогаш му кажав во неколку прилики, на неколку трибини, јас бев присутен и реков, Зоки, ова што ќе го ветите сега, значи, кој ќе дојдеме на власт, да биде реализирано. Да не забегуваме, како што кажа, во ограничувањата на специфичниот момент и да не ни забележат, нели, ВМРО ДПМН е партијата од која што доаѓате и секако дека вие со гордост го споменувате тоа. Меѓутоа, да останеме објективни, како што рековме, за сите граѓани. На крајот го имаме најпозитивниот, можеби, пример однака за да се заврши едно вакво издание. Еден жител на Горно Коњаре, за среќа, кој што бил роден во Горно Коњаре и кој што цел живот, покрај тоа што го прошетал цел свет, останал врзан таму. Го поврзуваат со една чудна жена, наречена спод име Вера, меѓутоа ова што во позадина го слушаат нашите гледачи е една песна за Лазо Војвода, која што е посветена за местото Дивле, од каде што, ајде, ќе откриеме, потекнува и градоначалникот. Пак со Круме, ова го смисливме, Круме вака сакаше со песната за Дивле да го поздрави градоначалникот. Здраво живо, Круме, како е во Коњаре? Ало, добро ви вечер. За најновата вистинска телевизија. Добро вечер, односно добро утро за гледачите во диаспората. Многу ме радува што сум дел од ова навистина ова за мене е навистина изненадување, кај што можам директно да кажам дека живеам, односно сум роден во село Горно Коњаре. Ја сакам да почнем првин од мене. Така е. Значи, роден сум во Горно Коњаре. Од 17 годишно момче отидов во Скопје и се бавя се до пензионирање со народната песна, дури и сега се уште продолжувам. Живеам во Горно Коњаре и сакам да кажам дека нашата општина, општината Петровец, може навистина да биде советник, односно нашиот градоначалник, Борче Митевски, може слободно да ја држи предавање на сите градоначалници што постојат во Македонија. Заради тоа што Борче Митевски не ја чувствува општината како општина, не знам, да не кажам нешто друго, него он ја чувствува. Јас сум убеден дека ја чувствува како семејство, како фамилија. Значи, Борче Митевски е човек кој со 4 мандати служи и живее за општината и ги обслужува сите луѓе подеднакво во општината. За него нема национална ситуација, за него сите луѓе се во општината добри луѓе, што може да помага, а очигледно помага на вистина. Јас ќе ви кажам само една работа, почитувани мои гледачи и слушатели, да ви кажам дека јас во Горно Коњаре се вратив, значи отидов како 17 годишно момче во Скопје, се до пензионирањето. Меѓутоа, моите родители живеа во Коњаре и ја често доаѓам тука, си направив куќа
и си се врати во родното место. Сакам да кажам едно нешто, што е тоа големината на Борче Митевски. На Борче Митевски е големината што не јас како веќе возрастен човек по пензија сум се вратил, тоа е веќе моја желба. Меѓутоа, Борче Митевски не дозволи младава генерација да ја бега, него ги задржа младиве да останат во селата, во горно Конјево, Средно Конјево, Сушица, Долно Конјево. Значи, јас зборувам за овие села тука 500 околу мене. Значи, тој човек нема незапослен, можам да тврдам дека нема незапослен човек од овие села. Сите се вработени, кој на аеродном, кој во општини, по работни организации, секој кој што побара работа Борче успеал да му најде работа. Сега сакам да ви кажам дека и дека слушаат сите градоначалници во Македонија. Значи, човек ако сака да помогне на својот народ, не треба некој да, како се вика речи го, да се определува партиски или непартиски, што цело време некој се препукуваат ваши, наши, не знам. Кај Борче Митевски нема ваши, наши. Сите сме тука во општината, сите ја градиме општината и Борче се докажа на тој начин. Сега само да ви кажем една работа. 4 мандата. Верувајте ми дека Борче Митевски, ако се одлучи, тоа зависи до него, до неговото здравје. Ако се одлучи да ја води општината, гарантирам дека Борче Митевски ќе има 5 мандати, затоа што заслужува. Сега да ви кажам нешто друго. Мои почитувани гледачи, од Македонија и во диаспората, јас сум познат лично, имам многу убави песни пеано, македонски. Секогаш кај да одам, кај да сум бил, сум добро примен и како особа, и како уметник, и како пејач. Сакам да препорачам, значи, сакајте македонската народна песна и уживајте во нејде, чувајте си ја Македонија и ништо повеќе не треба. Нема, ама знаеш што вака така? Нема вака така. Работа, слога и никој не може да не сручи. Одлична формула. Никој не може да не победи. Ви посакувам се најубаво. Голем поздрав и од нас, благодарност. Ќе ја слушаат нашите гледачи вашата музика на нашата програма, бидејќи една од задачите кои ние си ги поставивме како телевизија е промовирање меѓу другото и на македонската музика и македонските вредности, култура и се она што треба едукативно да делува на младите и поубава порака од овој заклучок на Круме за крај веројатно и нема да имаме. Мене ми останува да се заблагодарам на сите што ги пуштивте во емисија во живо. Нормално најголема благодарност и до Круме како една од легендите, од музичките легенди. Он самиот ме рече градоначалник, твоите корења се од Дивле, ајде да направиме една песна за Лазо војводата, бидејќи он потекнува од Дивле и токму таа песна ја направиме заедно и баш ми е мило кога ќе ја слушам песната за Лазо војводата. Гледачите ќе може да ја слушнат последна прилика. Одеше спотот од за Лазо војводата и за Дивле додека разговаравме со него, а овде ние ќе се одјавиме. Благодарно за издвоеното време, закажуваме средба во некоја следна прилика, може би кај вас таму на терен. А вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма и за крај можете вашите сугестии, предлози, критики, прашања да ги упатувате на Вибер бројот 070 414 050 и на сите профили на социјалните мрежи на vtv.mk и како што кажа Круме, преку стримувањето на програмата 24/7 во HD резолуција во живо и до нашите сонародници во преку океанските земји. А овде ќе се одјавиме. Останете уште малку со завршните содржини, го спомнавме Дивле, а спомнавме, ќе откриеме еден факт,
за што исто така е многу важен и не треба да се занемари, а тоа каде во Петровец почива еден од големите македонски писатели. Ние се гледаме за 7 дена во истото време. Дивље село во општина Петровец во областа Блатија. Обкружено од 7 ридови на кои има 7 стари крстови. Секој крст се вика по некој светец. Така има Свети Спас, Свети Илија, Света Петка, Свети Атанас, Света Недела, Света Богородица и Свети Кирил. Крстовите, како што раскажуваат, се ставени за да се одбележи територија, односно за да знаат и да видат сите дека во таа местност живеат христијани. Селото, кое датира некаде од 14 век, сега е речиси празно. Денес во селото има малку мештани кои живеат постојано. Има многу викендаши. Повеќето куќи се распаѓаат. Градени се од камен и со тесни мали прозорчиња. Пред 1950 година во селото имало 125 куќи. Но постепено, а најмногу во 70-тите години, многу семејства се иселиле. Селска слава е Света Петка на 8 август. Постојат голем број легенди за владетелот Дими. Се смета дека тој бил голем војсководец во соседните села пред долго време. Со својата војска успеал да стигне до селото и да го освои, со што му припаднала најубавата девојка од Дивље, позната под името Љупка. Ова село има едно обележје – Димиевите кули, кои се малку подлабоко во шумата близу селото. На 11. мај 1929 година е роден Гане Тодоровски, македонски поет, преведувач, професор, есеист, книжевен критичар, историчар, публицист и академик. Тодоровски во 1951 станува член на Друштвото на писатели на Македонија, а во 2 наврати е и негов председател. Бил председател и на Советот на струшките вечери на поезијата, како и одговорен уредник на списанието Млада литература. Тодоровски е член на Македонската академија на науките и уметностите од 1997 година. Во 1990 Гане Тодоровски е избран за прв председател на Движењето за семакедонска акција МААК. Подоцна е назначен за прв амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација. Починал на 22 мај 2010 година, а погребан е во црквата Свети Спас во скопското село Кожле. Дали знаете дека во својата книга Манастирите во Македонија, Георги Трајчев за манастирите во Скопско во кратки црти се осврнува и на Кожленскиот манастир Рождество Богородично, оддалечен 1 километар од тврдината на селото Кожле. Света Богородица, село Кожле. Под село Кожле на реката Пчиња, на една карпа со пештера, е изградена црквата Света Богородица, Успение Богородично. Манастирот е стар со мала црква за 40 до 50 души со нов иконостас. Тој се управува од селото, кое се користи со движниот и недвижниот имот. Вечно